civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Лично сметам дека конфликтот ќе продолжи да се третира како конфликт со низок интензитет или low scale. Нема да премина оној праг на општа војна. Ова се должи пред се на многу контексти, но пред се на доктрината на Валери Герасимов, која е актуелна во последните десетина години особено, и каде што како главен метод на руската доктрина се јавува она војување кое не е толку видливо. Значи, оно што модерно се нарече хибриден напад или сајбер напад, борба со информации или сите оние нетипични воени действија. Глобалната промена во светот по падот на студената војна генерално го промени начинот на војување и се зборува дека сега сме во на петта генерација, каде што веќе не сме закопани во рови, туку војуваме на многу начини и целата планета е практично војно поле за различни основи. За жал, либералните вредности се жртва на сопствените идеали и она што ни беше најголемата предност или најголемата цивилизација и придобивка, слободата, демократијата и начинот на кој тие се ползуваат, во моментов се злоупотребени од различни актери, не само од Русија, туку и од други држави и од други концепти, дури и на национално ниво. Особено национализмот и популизмот ги најдоа овие алатки како најсоодветни за ширење на своите идеали или на добивање на ефтини политички поени. Моментално целата Европа се соочува со криза по многу основи. Криза на лидерството по заминувањето на Меркел, бегалска криза, здравствена криза, пандемијата ги изнесе на повидок сите недостатоци на меѓународниот поредок и ја врати, односот меѓу државите го врати во некоја вестфалиска состојба, каде што некако се инхибира секоја во себе и секоја за себе, односно меѓународната солидарност се сопна на првата можна препрека кога се појави кризата. Дури национално и на индивидуално ниво бевме сведоци на исклучително себични груби примери. Последен е случајот со девојчето со Даунов синдром. Солидарноста треба да ја вратиме пред се на човечко и лично ниво, а потоа и на државно и да ја наметнеме повторно како вредност. Тоа како општество ќе ни одземе многу време и многу енергија, затоа што ситуацијата е навистина сериозна. Од друга страна, се уште е во тек постапката пред меѓународниот суд на правдата. Првично Украина го доби случајот, но мерките за односно датумите кои се за превземање на поставените мерки или задолженија од страна на судот се продолжени до април и до декември 2022 соодветно. Колку што знам, верувам дека амбасадорката, ако е вклучена, ако следи, ќе може да ни даде некоја информација повеќе, затоа што и за ова не известуваа македонските медиуми многу одамна. Тоа е уште еден адут кој е важен за меѓународно правната битка и за да, како што кажа амбасадорката, ова биде една цивилизацијска придобивка на крајот, односно да не дозволиме да се сруши меѓународниот поредок таков каков што го знаеме. Медиумите се носички столб на демократијата, мора да имаме во предвид дека не е само руската пропаганда виновна за она што се случува, туку и за жал многу непрофесионални новинари, секоја чест на исклучоците и благодарам за она што го прави Цивил и што го прават сите прекрасни новинари кои совесно си ја вршат работата, но сметам дека она што може да го направиме како домашна задача е да го преиспитаме регулирањето на електронските портали пред се. Тие беа иземени во актуелниот текст на законот кога се подготвуваше баш заради опасност од цензура, меѓутоа мислам дека сега тоа би една сосема друга димензија, така што верувам дека тоа може да се преразгледа или да се изнајде некое посоодветно решение. Тоа е тоа што ние можеме да го смениме. Системот за глобална безбедност не можеме да го смениме. Тоа е таков како што е, одамна му е неопходна реформа, но тешко може да се постигне консензус или меѓународен договор, особено со фактот што Русија е постојана членка на Советот за безбедност. Во тој контекст предноста на Путин, за разлика од западните лидери, е времето, бидејќи тие се алиментирани со мандати, а Путин веќе долго време е политички лидер во Русија и не мисли дека тоа ќе се смени, што значи дека може на подолг рок да ги планира и своите потези и својата стратегија. Меѓународното право ја регулира употребата на сила прилично ригидно, а толкувањето на обичајното право на самоодбрана е прилично еластично и прилично широко. Токму затоа и состои простор на Русија да своите национални интереси ги гледа, односно заштитата на своите национални интереси ја гледа преку украинската територија, за жал. Низ примери од практиката, концептот на самоодбрана се повеќе се прошируваше од антиципаторна кон преемптивна, што е многу страшно на ниво на држава која си помала држава, затоа што меѓународното право генерално покрај тоа што ги остварува интересите на поголемите држави треба да ги штити помалите држави. Токму затоа постои систем за колективна безбедност, бидејќи нели големите риби може да пливаат сами, а малите риби мора да пливаат во јата.
И покрај најдобрите намери и солидарноста со украинскиот народ, мора да бидеме реални дека географијата е прашање на судбина, а геополитиката само делумно може да постигне корективни ефекти. Затоа исклучително е важно да се земат во предвид 4 сегменти на политичка моќ, тоа е новиот концепт на дипломатија кој го наметна практично американското политичко лидерство уште пред 2 мандати, односно сегментите на политичка моќ се гледаат преку дипломатска, информацијска, економска и воена сегрегација или сегмент, и преку нив се менаџираат кризите, а деносувачите на одлуки секогаш мора да бидат свесни за последиците ако превземат било која алатка на моќ како примарна или било која одлука што ќе се донесе базирана на нив. Клучниот адут во оваа криза до сега беше енергетската политика и токму затоа за Украина ќе биде многу тешко да обезбеди силен политички сојуз кон сопствената агенда. Европа е се уште зависна од рускиот газ, а Nord Stream 2 е веќе операбилен, иако тоа беше повторно еден од главните аргументи за менаџирање на кризата до сега на релативно мирен начин. Она што Северна Македонија треба да го извлече како лекција или заклучок е мојот исклучително сериозен апел кон државните институции, кои неколку години го повторувам и кој верувам дека ќе е важен и за нас како општество, но и за сојузниците во НАТО, бидејќи сека НАТО членка е одговорна за своите потреби и капацитети и НАТО и алијансата е толку силна колку што е силна низината најслаба алка, значи да не дозволиме да бидеме најслаба алка во системот. Тука се однесува пред се на етаблирање на концептот на резилиентност како општество, вложување во заштита на критична инфраструктура и пред се дезигнација на истата за што е потребно да се постигне определено законско решение, како и нова оперативна стратегија за енергетска безбедност. Верувам дека доколку сме посилни како општество ќе бидеме посилни партнери и на НАТО земјите и на пријателските земји и важните партнери со кои соработуваме, но и на сите земји во светот, затоа што така се води мудра дипломатија. За крај само би кажала дека секој конфликт има 2 решенија, мир или војна, а во војната никогаш нема победници, секогаш има жртви. Особено во контекст на глобалната пандемија и општата нестабилност која предизвика, искрено се надам дека што поскоро ќе се најде мирно решение и дека нема да има веќе жртви и страф. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.